Македонската полиција се поднови со 120 нови возила од марката Peugeot 408. Секоја полициска станица во Македонија ќе добие по најмалку една кола, а најмногу возила ќе добие секторот за внатрешни работи Скопје. Автомобилите се опремени со современи технолошки карактеристики, односно со дигитален радиокомуникацијски систем кој се користи за координација помеѓу полициските службеници. Набавката МВР го чинело 3,2 милиони евра или 30 милиони денари помалку од предвиденото, а во цената спаѓа и 5-годишно одржување на возилата. Во целост ќе ги замениме возилата кои што се користат од страна на оние организациони единици кои се секојдневно на терен и прават далеку поголема километража од останатите, како што е мобилната единица, да речеме, како што е ескорното оделение. Тука ќе ги замениме во целост возилата и тие ќе добијат дел од овие возила со тоа што целосно ќе го заменат својот капацитет кој што ги имаат постоечки. Со новите возила се подобрува мобилноста на припадниците на Министерството за внатрешни работи, а власта ќе продолжи да ги поддржува ваквите проекти, рече премиерот Христијан Мицкоски. Ние како влада ќе продолжиме и понатаму да ги поддржуваме оваков тип на проекти, затоа што цениме дека безбедноста и би рекол расчистувањето на криминалот и корупцијата во државата се наш врвен приоритет како влада, а Министерството за внатрешни работи е нераскинлива алка во тој еден процес. По полициските возила, владата ќе набавува и возила за брзата помош. Според премиерот, во текот на следната година ќе се донесе одлука да се набават 100 возила за здравствените капацитети, кои вредат над 7 милиони евра. Во 2027 ќе бидат уште 50 набавени како резултат на донација, значи некаде отприлика 150 нови возила за итна медицинска помош ќе имаат здравствените домови, бидејќи не знам дали знаете, но во Скопје се вози само со 7 исправни возила, а имате многу градови во Македонија кои што воопшто немаат исправна возило кога станува збор за итната медицинска помош. Зошто? Затоа што со децении ништо не се направило. Возилата кои ги доби македонската полиција засега нема да се користат како дел од системот Безбеден град. Според министерот, СЕИФ-сите ги регистрира сите прекршоци и подеднакво ги казнува како приватните, така и службените возила. Откако стартуваше пробниот период, намален е бројот на регистрирани прекршоци, а системот ќе продолжи да регистрира понадминување на брзина од 50 км на час во градска средина. Толеранцијата до 57 км на час ќе биде наскоро имплементирана во системот, а кога ќе се случи тоа, јавноста ќе биде известена.